Добра вечер. Гледате Свести на гласни идеи. Ова недела се случија неколку настани, но во ова прво издание одвоивме два кои ги сметавме за поклучни. Имено, така нареченото кризно профитерство и тензиите кои се створија помеѓу ЕВН и жителите на Речиново. Последните неколку месеци се соочуваме со рапидна инфлација. Повозрасните можат да евоцираат спомени од раните 90-ти. Помладите пак знаат дека тоа е негативен феномен, иако ова е ново искуство за нив. Во последните неколку недели ви се случува ли да отидете во маркет, да испазарите и да поминете време во обиколка, чудејќи се зошто некои производи се поскапени за 70, 80 или дури и за 100%? Па, заради инфлацијата е најчестиот одговор. Или зголемени се трошоците за производство и транспорт, енергетска криза е, прехранбена криза и така натаму. Колку и да се чинат доволни овие причини, сепак останува нејасно зошто конкретни производи се поскапени баш до конкретниот паричен износ. Така се раѓа сомнежот за така наречено кризно профитерство на фирми кои се занимаваат со трговија и продажба. Но владата и пазарниот инспекторат си ја префрлаат топката. Пазарната инспекција ги има сите податоци и ги поттикнувам да ги објават сите негативни појави што се случија од одредени субјекти, изјави пред една недела вице-премиерот за економски прашања. Предходно, директорката на Државниот пазарен инспекторат го кажа следното. Државниот пазарен инспекторат не е надлежен да ги контролира маржите. Во пазарна економија, трговците слободно си ги формираат цените. По се изгледа, за кризното профитерство, она што порано било воено профитерство, никој не е надлежен. Изминатите денови топ тема на социјалните мрежи беше информацијата за неплаќање електрична енергија во Арачиново. Одлична тема за разгорување на меѓуетничката омраза, зарем не? Тука, интересно е како народот лесно се вклучува во одбрана на профитот на компаниите. Зошто? Наплатата на долговите по дефиниција е интерес на компаниите. Пред неколку дена, за да се реши проблемот со дивите приклучоци на мрежата, исклучени беа и домаќинство до Рачиново кои редовно ги плаќаа сметките. Проблемите со диви приклучоци и неплаќање на сметки секогаш беа споменувани кога се најавуваше или објавуваше поскапување на електричната енергија за домаќинствата. Е сега, кој ќе биде крив за наредното зголемување на цената на електричната енергија? Поред социјалните мрежи, тоа се рачиновци кои крадат и должат струја. И оваа теза лесно преминува во впечаток дека едните плаќаат за другите на етничка основа, а регулаторна комисија никако да провери дали е точно следново тврдење. Трошење на струја се мери неколку пати, еднаш кај главната трафостраница, еднаш кај саатот на населбата и еднаш кај саатот на некоја поединечна куќа. И ако бројките не им се собират, тие едноставно ја делат сумата помеѓу сите други потрошувачи, ака паушална сметка. Ваквата пракса, доколку е точна, не познава етничка конотација, затоа што во речиси секоја населба има и плаќачи и неплаќачи на сметки, најмногу како резултат на сиромаштија. Тоа е се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин, а до тогаш, ако немате за леп, јадете колачи.